Марко Нумовски, доктор по општа медицина, надворешен соработник на Природонаучниот музеј и автор на книгата Македонските водоземци влекачи. Ова издание представува прво издание од ваков тип во кое се опфатени сите 48 видови на водоземци влекачи кои се среќаваат на територијата на Република Македонија, представени со нивните типични живеалишта и фотографии од самите представници. Хоби, херпетологија. Што е херпетологија? Херпетологијата представува дел од биологијата која се занимава со изучување на две класи на работници, тоа се класата на водоземци, односно амфибија, и класата на влекачи, односно рептилија. Како настана ова хоби? Ова хоби настана во 2009 година при посета на островот Крв и посетување на еден аквариум. Искрено, ниту на мене до тогаш не ми биле најомилени овие представници, меѓутоа при посета на тој аквариум и интерактивна прошетка низ истиот, некако ми се роди желбата да осознам нешто повеќе за овие нетипични работници, особено за представниците кои се наоѓаат во Македонија. Моите почетоци во Природонаучниот музеј започнуваат многу одамна, кога за потребата на моите школски училишни проекти стапувам во контакт со одговорните кустози од одделението за работници, кои на еден начин ми дадоа вовед не само во самата херпетологија, туку и воопшто во биологијата. Од тогаш па се до ден денеска заземам активно учество во сите тековни активности, но и проектни кои се случуваат во самиот музеј. Некако со текот на годините се вклучував покрај активностите во одделението за работници, се вклучував во активностите и на другите одделенија, за да моментално стекнам некоја целокупна слика што представува биологијата, што представува Природонаучниот музеј и самата работа во него. За време на моите студентски денови имав можност во период од 2 години да бидам и демонстратор на Институтот за патологија, и тоа за мене представува едно од најубавите искуства, бидејќи осознав многу работи. Работата со студенти и одржувањето на микроскопските вежби за мене беа еден услов, еден мотив да и понатаму продолжам да се занимавам, односно да размислувам во насока членувањето во различни организации од типот на Македонското еколошко друштво, Истражувачкото друштво на студенти и биолози, иако никогаш биолог, сепак чекор по чекор придонесува да ја се повеќе осознавам за овие представници. Од најголема важност беа теренските активности во изминатите години, кои се обавуваа на територијата на целата наша држава, и при тоа беа фотографирани огромен број на примероци на водоземци и на влекачи, и истите фотографии беа искористени за потребите на оваа книга. Имаш напишано книга и кажи ми малце за таа книга и што те поттикна да ја напишеш? Идејата за пишување на оваа книга пред се произлезе од мојата повеќегодишна соработка токму со оваа институција, меѓутоа од потребата на населението за еден ваков тип на прирачник. Бидејќи често пати при водење на едукативните работилници тука во музеот, едукативните прошетки низ постојаните изложби, народот имаше желба да научи, да осознае нешто повеќе, не само за змиите и гуштирите, туку и општо за сите представници на животни и растенија кои се среќаваат во Македонија. Целта за пишување на ова дело произлезе од самиот факт од недостиг на нешто вакво или слично на ова дело, напишано на македонски јазик со вклучени представниците кои се среќаваат во Македонија, фотографии од македонските видови и од живеалиштата на кои се заловени, пронајдени и фотографирани овие представници. А при тоа делото да биде добро систематизирано, богато илустрирано, дополнето со бројни фотографии од представниците и нивните живеалишта и напишано на македонски јазик, односно јазик кој е најразбирлив за децата кога започнуваат да се занимаваат со некоја ваква основна проблематика. Покрај активностите во веќе набројаните одделенија, еден дел од мојата работа тука во музеот беше и работата во одделението за препарирање. Препарирањето како дел од музеологијата представува процес при кој веќе угинатото животно се обработува низ хемиски процеси, неговата кожа
пред се обработува, паралелно со тоа се изработува модел од самото животно спрема мерките земени од примерокот и сето тоа се склопува, се шие, се става стаклени очи, се фарба понекогаш и се изложува во постојаните поставки на музеот, за да народот, за да публиката може од блиску да види како изгледаат животните во реална големина, форма и во природа. Која е твојата омилена херпетолошка експедиција или искуство? Моето омилено херпетолошко искуство или експедиција на која ќе се сеќавам долги години е при посета оваа година во март, при посета на едно езеро во близина на Кратово, каде што непланирано искочи да ги пронајдеме два од опишаните 48 вида во оваа книга. При тоа видовите двата вида се мраморци, тоа представуваат вид на водоземец кој живее, односно поголемниот дел од неговиот живот го поминува во водена средина и во тоа езеро мораше да се заловат овие два вида на мраморци, да се изнесат на суво, да се фотографират и потоа да се вратат во езерото. Меѓутоа беше релативно ладно, а ние не бевме спремни без одветна опрема, при што морав да влезам како што бев отиден со фармерки, со патики, да ги заловам двата примерока, да ги фотографирам и тие фотографии може да ги забележиме и да ги најдеме токму во овој прирачник. Кои се најинтересните факти што си ги научил за змиите и другите рептили? Најинтересен факт или најинтересни видови кои кај мене привлекуваат најголемо внимание се токму змиите отровници, бидејќи кај нив постои еден тип на отровна жлезда која представува впрочем модификувана плунковна жлезда, која преку отровен канал е поврзана со отровниот зап и има една основна цел, а тоа е да отровот кој ќе биде внесен во жртвата го онеспособи и го убие, да потоа змијата може да го проголта. Меѓутоа, овој отров кој представува комбинација од токсични компоненти и ензими, представува и една можност за бројни научни истражувања и користење за лекување за медицински цели. Колку твоето хоби се поддржува од институциите? Да бидам искрен, моето хоби ретко кога наидува на некоја поддршка. Пред се многу тешко, бидејќи станува збор за една специфична гранка или наука, поточно кажано, многу е тешко да се објасни пред се на фамилијата, па на пријателите, уште потешко е на колегите, бидејќи ретко кој се нафаќа да обработи ваква специфична проблематика. Од институциите до сега оваа книга беше поддржана од Министерството за животна средина и просторно планирање, секторот за одржлив развој, и затоа сум им особено благодарен, бидејќи идејата постоеше многу одамна, меѓутоа никако немаше услови, не постоја соодветни услови за да биде реализирана пред се поради од финансиски аспект. Така да се најдува доста често на вакви или слични проблеми, пред до некаде се тие логистички, недостатокот на соодветна литература или пред се малиот број на експерти кои работат на оваа проблематика во Македонија. Што би им порачал на тие што сакаат да се бават со ова хоби и како професија? Ова пред се одлична професија, иако јас не сум професионално ориентиран кон нејзе, но ние кои сакаат да се занимаваат со херпетологија или нешто слично, би им препорачал да и покрај сите препреки не се откажат, да бидат упорни, постојано да истражуваат, бидејќи само на тој начин може да си ги остварат своите желби и цели.